На телефон веќе не чека господинот Војче Китановски, еден од живите легенди на хуморот во Македонија. Војче, добро утро. Добро утро, добро утро. Благодарам, поздрав до вас во студиото и поздрав за гледачите на брифинг. Војче, непосреден повод за ова јавување е излегувањето на вториот том од твојата книга Енциклопедија на хуморот, кое што се појави деновиве. Меѓутоа, јас пред да почнам да те прашувам околу книгата и што е вториот различен од првиот том, да те прашам како се живее да се биде хумористичен автор и изведувач во време на корона. Мора да е... Што правите, преку радио ги се обраќате или успевате да одржувате по некој јавен настав? Па ова што го викаат онлайн, малце мене е чудна работа, но вете тоа е составен дел на нашиот живот во овие современи коронарни услови. Прво сите се чудиме што не снајде ова што не снајде, се снаоѓаме некако, но јас сете времето го трошам на нешто пак правам, со надеж дека ова ќе заврши побрзо и ќе можам после тоа што го подготвувам сега во овие 10 месеци да го представам на моите пријатели, симпатизери и останати наши подржувачи. Војче, во принцип ти годишно веројатно имаш негде кај по 50 настапи, 30, 40, 50, 60, па дури и во регионот. Годинава веројатно сето тоа отпадна или сепак успеа негде ка ваму таму да Не, ништо не успеавме годинава, мене многу ми е жал, значи не работат како што треба училиштата, градинките, игротеките, туристичките агенции и кафеаните, а тоа се мои простори за настап, така да сето што беше закажано од март месец до сега отпадна, па се надеваме дека идната година ќе биде подобра и нешто од тоа што го изгубивме ќе го надокнадиме. Добра, граѓаниве, луѓево имаат уште смисла за хумор или со пандемија и таа смисла? Па тешко иде, јас пак реков онлайн, не го разбирам, јас знам шоу програм, прифаќам шоу програма, публика да има пред мене, дали ќе бидат деца, дали ќе бидат возрастни или од трета категорија што ги викаме граѓани, да има пред мене публика, а тоа онлайн треба ја сам на себе да се смеам, а тоа не е во ред. Ако немам повратна реакција од гледачите. Така е. Војче, ти си повеќе од едно 30, да не сгрешам да кажем 40 година седата? И нагоре. 40 и нагоре, добро. Не говори тоа добро за тебе, Војче. А сега тоа е што е. Тоа е тоа, да. Дали е тоа искуство собрано во овој втор том и во овој втор том на Енциклопедијата на хуморот? Зашто станува збор всушност? Па и во првата, и во втората, и третата која е готова, значи јас опаќам овие 50 години мои активности од некаде од средно училиште. Се запишувам што ми се случувало, што сум слушнал во текот на денот, што се однесува до вицеви, афоризми и останати хумористични содржини и одлучив пред некоја година да почнам со издавање на книги, тоа да го запишам, да остане што се вели трајно за идните генерации, па размислувајќи како да ги крстам тие книги, се одлучив овие да бидат енциклопедии. Број 1 и број 2, а издадов и 500 најубави вицеви за деца, на која книга исто така сум горд, и 500 најубави вицеви за возрастни. По некој мој избор од сите тие работи ги одбрав и сега следува ова, значи трета исто така енциклопедија. Каде може да се најдат тие книги? Тие се во книжарите достапни или ги има негде кај онлайн? Па за сега нема, бидејќи јас не очекував дека тие што ги отштампав околу 1000 по разна основа. Нешто се продаде, нешто на пријателите и така да сега пак очекуваме да заврши ова што не снајде и да продолжиме со промоции по градовите низ нашата република, да граѓаните дојдат до овие мои книги. Значи ова што гледам на смејани луѓе по улица, тоа веројатно ги прочитала твоите книги таа публика и заради тоа шета на смејани. Тие што ги прочитале, јас мислам се задоволни, баш ми рекле дека кога ја почнале книгата, до крај не оставале за другиот ден и вели 3-4 сати како да гледав една хумористична представа или филм. Со хумор, така да, видите, и мојот голем пријател, за жал покоен Иван Карадак, ми напиша прекрасна рецензија за првата книга, која беше така пофална и рече, веројатно ова е прва книга со толку позитивни работи.
Војче, предпоставам дека бугарската влада е на твој платен список, бидејќи ти си познат по една цела серија, една линија од твоите хумористични изданија се однесува на, како да кажем, играњето на ликот на Јосип Броз Тито на разни географски ширини на некогашната Југославија. Гледам дека сега бугарската влада го врати Тито на голема сцена во Македонија. Скапа ли те кошта таа кампања во Софија? Па, јас прво сум презадоволен што тоа по мене може би од детството стоела таа желба, се треба време да ја раскажам целата приказна. Може би јас сите како дете сме имале разни желби. Јас како дете од 5 години сум имал желба дали еден ден ќе бидам Тито. Знавајќи кој е Тито тогаш, кој е Тито и така натаму. И некако пред 5 години, кога одлучив да се облечам во униформата на нашиот маршал, јас се израдував и после неколку дена вака сам сознав дека мене ми се остварува желбата да еден ден бидам Тито, и со таа моја појава за неколку години одам низ историски места низ поранешна Југославија. Тоа е сето пропратено со задоволство кај публиката, сликаат сите и чувството е прекрасно и секаде потенцирам колку па маршалот се чувствува пријатно во таа негова униформа и со толку народ околу него. Само ако не се... Ова мене ми се случува. Да. Така да е сега ова со бугарите исто така дискутабилна работа и пак немаме многу време да објасниме зошто тие така реагираат. Сега ако снимката што овде ја имавме ние, односно што се снимаше ова прошетката низ Скопје за 13 ноември, ако ја имаат тие, се уште ќе ја вртеа по нивни телевизиски канали, ама ете ние најдовме начин да тоа го немаат тие. Ако не се лажам, пред некоја година и беше на кратко уапсен во Хрватска заради таа Титова улога и Титова униформа. Таа е една од епизодите која влегува веќе во третата енциклопедија. Тоа ми се случи, значи како се променија работите на овие поранешни југословенски простори. Рековме секоја година за тие големи датуми од нашата историја, одам јас на тие историски места. На 25 мај, значи не ова, туку минатата година, ова не може да видиме. Беше голем настан во Кумровец, јас мислам дека имаше околу 50.000 граѓани од сите поранешни републики и една прекрасна атмосфера, весела атмосфера. Пред крајот некаде кај 3-4 сат попладне и приоѓа началникот на хрватската полиција од Кумровец. Јас мислам дека сакаше да се слика, да се фотографира. Се поздравивме, а тој вели, ете така на хрватско-српски јазик: друже маршале, морамо да вас ухитимо, јер вашом униформом вреđате осеќај хрватских бранителја, јер рушите емоције хрватских бранителја, а и утичете на сутрашне гласување за Европски парламент. Ама бе рекол што сум направил, јас пателја по глава не ми бега. Така да 2 сата имаше малку непријатна атмосфера. На крај бев ослободен со објаснување. Ослобоđа се господин Тикановски свих оптужби, пошто долази из Македонија, која још не е чланица Европske unije и још не зна понашања у Европskoj uniji. И така, тоа е една од епизодите, а имав и убави случаи, еве две за нашите, за вашите гледачи. Значи, во Сараево, каде што најчесто поминуваме, ми приоѓа преубава млада девојка и вели: друже маршале, дали могу да се сликам со вама, пошто су мои деда и баба били ваши партизани. Така да тоа беше за мене незадоволување. И случката пред 3 години на прославата пред нашата влада, исто така доста граѓани се сликаат со мене, со Тито. Една девојка 20 години гледа, се чуди и не е јасно, гледам дека е од странство, приоѓа и вели: who are you, реков, I am Marshal Tito, president of Jugoslavia. И она вели: impossible, ја викам possible, Тито сум и готово. Звони она кај незините во Америка, вели: дали знаете со кого сум? Тие викаат: појма немаме. Па вика: со Тито. Па Тито вика: починате. Абе како починате, ве го живе и сите се сликаат со него. Така тоа беше уште една. Тоа Војче, ќе се чуеме ние и во улогата на Тито, можеби во нареднава година нешто се договараме, можеби. Со задоволство јас, тоа ми е и за утрински брифинг.
работа и со задоволство би ја прифатил и за нашите гледачи би го играл и би играл таа улога и понатаму. Благодарам Војче Китановски, еден од последните изведувачи хумористични на таа естрада и сцена во Македонија. За жал оваа година немаше многу простор и шанса за настапи. Војче, благодарам, се слушаме во следна прилика. Поздрав и се најубаво.